Ние сме како и пред 20 години. Не има како македонци, но во Бугарија не признаваат. Немаме никакви права. Сакаме да изучуваме македонска историја на македонски јазик. Сакаме да има македонска црква, но не ни дозволуваат. Ние сме многу притиснати. Веќе не се поднесува тој притисок. Со овие зборови, македонецот од Бугарија, Кирил Тилев, ја опишува положбата на нашинците во Бугарија и додава дека дури и заканите по живот не им биле непозната работа. Зафалуваат ни се со убиства. Иселувајте се од Пиринска Македонија, штом сте македонци. Тука нема македонци. Толку големи притисоци, че вечер като легнеш трепнуваме на сон. Фалат ни се со убиства. Как може тука вие разединувате бугарската нација? Вие сте шпиони. Вие сте американски шпиони, какви ли не назовуваат. Хората са напрегнати, не смеят да спокойно така да се чувстват, че си македонец и спокойно да си живееш. Од асимилаторските и негаторските политики на Бугарија се жалаат и македонците кои живеат во Албанија. Според македонскиот пратеник во албанскиот парламент Васил Стериовски, македонците во Албанија немаат големи проблеми со матичната влада, но во последниве години тие биле жртва на нескриените брутални методи на Бугарија со уцени, закани и подкупи, карактеристични за 19 век, македонците во Албанија да се попишуваат како бугари. Тоа што ни загрижува во последните години е бугарската пропаганда во Албанија, која што цели на негација на македонското малцинство. Албанија во 2017 година беше приморана под притисок закана за незиното членство во Европска унија од Бугарија да признае бугарско малцинство, иако такво малцинство не постои во Албанија. Не може со методи 19 век во 21 век да се спроведува асимилација на едно македонско малцинство пред очите на целата јавност. И затоа бараме поддршка од Република Албанија и од Република Македонија заедно да ги спречат овие обиди на Бугарија за асимилација на македонците во Албанија. Ова се само дел од излагањата на македонците кои живеат во соседните земји, изнесени на годинашниот 22 поред се македонски собир, во организација на граѓанската иницијатива Не има, а кој традиционално се одржува на 4 февруари по повод раѓањето на македонскиот идеолог Гоце Делчев. Целта на овие средби, освен дружење, и малце да овозможиме да се даде внимание, медиско внимание на некои проблеми кои ги имаат нашите сонародници кои живеат надвор од Македонија. Република Македонија не прави ништо за македонците кои се надвор од Република Македонија. Од годинашната средба ќе биде испратена и декларација во која ќе биде вметнато и барањето за итно формирање на координативно државно тело во земјава, кое логистички ќе се грижи за остварувањето на правата на македонците во земјите во кои тие живеат.